Почитувани присутни, Законот за висока раководна служба е објавен веќе неколку дена на ЕНЕР. Тоа е предлог текст на закон. Ова е прва јавна дебата која што организираме на оваа тема. Ке има уште неколку други и навистина е тема која што сакаме да ја и во детали и длабоко дебатираме со представниците и на граѓанскиот сектор, на експертската јавност, на сите заинтересирани страни и со другите институции нормално, затоа што навистина треба да представува една пресвртница од начинот на кој што се бираат високораководни службеници кај нас. Професионалната и департизирана администрација е нешто за што збориме сите 30 години, ама никако тоа се случи. Овој предлог на закон го подготвивме во соработка со Сигма и со нормално Европската унија и го работиме целиот овој процес и во иднина понатака со нивна поддршка. Мораме да го гледаме и интегрално со останатите реформи кои што се одвиваат во делот на јавната администрација, значи интегрално со стратегијата за реформа на јавна администрација и еден друг процес кој што доста брзо повторно ќе го отвориме во јавноста за дебата, тоа е делот на реорганизацијата и оптимизацијата на јавниот сектор. Но за тоа ќе зборуваме и во некоја друга прилика. Целта на овој закон конкретно е поставување на јасни критериуми и норми, значително повисоки професионални квалификации и пред се поставување на голема транспарентност во начинот на избор на високата раководна служба во иднина кај нас. Клучните критики и од страна на Европската унија, и од страна на Сигма, но и од страна на граѓаните во изминатиот период беше токму политизацијата на јавниот сектор, она што граѓаните го викаат администрација, ако овде во овој форум се разбираме дека се работи за две различни работи. И наше гледање на работите е дека политизацијата, притисоците врз вработените може да доаѓаат од менаџментот, од раководните позиции. И затоа почнуваме од тука да ја разрешуваме ситуацијата. Да ги увериме пред се граѓаните дека сите раководители, високи раководители на институции ќе се професионалци со интегритет, кај кој што пред се граѓаните ќе имаат доверба дека токму тие луѓе се соодветни за таа раководна позиција. Тоа можеме да го направиме само единствено доколку начинот на избор е отворен и транспарентен. Нормално отворен и за учество на сите оние кои што ги исполнуваат условите. Северна Македонија е прва земја во регионот која што ќе воведе јасни критериуми за избор на високораководни службеници, но имајќи во предвид, а после деталите од законот ќе бидат објаснети од страна на државниот секретар, мислам дека сме и помеѓу ретките во Европа кои што ќе воведат ваков систем на избор на високораководна служба. Мораме да го зајакнеме начелото на заслуга, на еднакви можности, но и на правична застапеност. Овој закон предвидува правична застапеност, односно внимателност и во делот на точно етничката припадност, но и во однос на родовата еднаквост. Во овој текст на закон принципиелно се наведени овие работи, но ние сметаме дека низ овој процес на дебата и дури ние ќе имаме конкретни предлози, навистина ќе ги зајакнеме членовите и одредбите кои што ќе ја загарантираат и правичната етничка застапеност, но и родовата еднаквост, односно нашите обиди да постигнеме што е подобра родова еднаквост во високата раководна служба, која што согласно она што сите го знаеме во моментов апсолутно не е на добро ниво. Во нашето законодавство, во делот на високата раководна служба, до сега не постоеше чисто и јасно разграничување што е политичко именување, што е професионална раководна служба. Со овој закон тоа го правиме. Јас зборував и со колегите кога го подготвувавме овој закон, зборувам и сега отворено. Да не гајме илузии дека од она што беше претходно злоупотреба на систем, каде што се беше политизирано, дека сега целосно треба да ја оттргнеме политиката од високата раководна служба. Што мислам тука? Дека високата раководна служба, раководителите на институциите, ќе мора да ја спроведуваат програмата на одредена влада која што во тој момент е на власт. И тоа треба да биде една од основните постулати за нивното функционирање, инаку ја губиме смислата зошто да одиме на избори, зошто се бира влада, зошто бираме пратеници. На крајот на денот граѓаните гласаат и изгласуваат одредена програма на одредена влада, која што тие изгласани избрани представници треба да се обврзат дека ќе спроведат.
Сметаме дека со одредбите кои што ги предлагаме во овој закон, навистина успеа, има некаков баланс помеѓу она што е професионализам, значи да се изберат навистина компетентни и професионални луѓе, но од друга страна кои што ќе се обврзаат дека ќе ја спроведуваат политиката одредена влада во областа каде што тие нормално ќе делуваат, дали се работи, не знам, за енергетика, здравство и така натаму. Не беше јасно и досега утврден и опфатот на тоа што е висока раководна служба. И мислам дека сега со овој закон веќе доста работи ќе можеме да ги разграничиме. Она што без да навлагам во детали од законот, само да го дефинираме опфатот. Опфатот на овој закон се однесува на директори и државни секретари. Новата номенклатура ќе зборуваме покасно што е предвидена во законот, но значи дека не се однесува на највисоките политички функции, на министрите и замениците министри. Се што е под тоа, значи од државен секретар, и се што е над раководител на сектор, фактички државен советник, односно и државен советник што е дефинирано со законот за административни службеници, ги опфаќа сите други, значи директорите и државните секретари. Мислам дека начинот на избор кој што го предлагаме е неколку слоен, ќе го представиме во дебатата, и обезбедува учество и на политичките партии во собранието, вклученост и на опозицијата, вклученост на граѓанскиот сектор, вклученост на експертската јавност и пред се, според мене, најважното, вклученост на јавноста и на граѓаните во целиот начин на избор. Имавме како држава едно, јас би рекол, позитивно искуство со начинот на избор на членовите на Државната комисија за спречување на корупција. Ова е сличен, па дури чекор напред начин на избор на високата раководна служба. На крајот, нема да должам многу, ова е, па ќе кажам, предлог текст на закон. Не е дефинитивно ништо, навистина сакаме и гледате во објавата имаме неколку алтернативи, дилеми за кои што и ние самите имаме различни мислења. Сакаме да се консултираме, сакаме да слушнеме мислења, сакаме нормално законот да се донесе што побрзо, но не и брзо, за да не ја исцрпиме дебатата и дојдеме до најдобрите можни решенија. Особено во овој закон треба да ги слушнеме сите мислења, да видиме што е најдоброто решение, за еднаш и за секогаш ќе затвориме оваа тема. Оваа тема ќе отвори после и други теми. Тука има и представници на граѓански организации кои што соработувавме во делот на анализи и за управните одбори, следуваат и тие. Во Северна Македонија мораме да расчистиме со овие теми еднаш и за секогаш. И повеќе тие да не се проблем. Беше, и ќе го повторам и тука завршам, 2018 година, прилично година за анализи, за стратегии, за планирања. Вчера кажав на јавен настап и фрустрации, па после ме прашува новинарите зошто, токму затоа, затоа што видливите резултати следуваат сега оваа година. Овие реформи во многу различни делови ќе се болни. Овој закон единствено ќе е болен за политичарите. За граѓаните не мислам дека ќе имаат никаков проблем со. Дури е конечно на што го бараат. Но оваа влада е цврсто решена, колку и да тоа чини, да ги спроведе овие реформи, а до крајот на годината сакам и останатите крупни реформи за кои што зборував, веќе да се заокружени и да се видливи резултатите да се видливи за граѓаните. Нема должам повеќе, за да преминеме во детална презентација на законот, а после можеме нормално да отвориме дискусија.